Кога сонцето заоѓа, улиците на локалниот пазар Сук Ваких во Дохат, Катар се трансформираат, пречекувајќи ги локалните жители и туристи. Пазарот е полн со разновидни производи, уникатни мириси и традиционална храна. Сук Вакиф. Тоа значи постојан, традиционален базар. Повеќето туристите го посетуваат. Има убави ресторани, традиционални продавници, а тезгите за зачини и за птици се многу популарни. За посетителите и локалното население тоа е шанса да видат архаичен Катар, полн со бизниси со рачно изработени работи кои се спротивни со големите згради и трговските центри во градот. Тоа е големо искуство, особено поради културата. Џамал Абдула, кој има продавница за сувенири и продава традиционални предмети од Блискиот Исток, се надева дека светското првенство 2022 ќе донесе повеќе муштерии. Главно од воздухопловната база и многу транзитни патници од аеродромот во Катар. Тоа е прилично голем аеродром, па луѓето транзитираат. Владата на Емиратите очекува повеќе од 1 милион луѓе да патуваат во земјата за време на светското првенство, кое започнува на 20 ноември. Катар има население од околу 2,7 милиони. Мислам дека тоа ќе им помогне малку да ги променат своите идеи за различните култури, бидејќи луѓето доаѓаат од многу земји. Лусија Марзорати и Мартин Курен се аргентински пар кој живее во Доха. Тие велат дека настанот ќе ги обедини луѓето од целиот свет преку нивната заедничка страст за фудбалот. Мислам дека луѓето од Катар ќе бидат добри домаќини. Има луѓе од сите земји што ја поддржуваат Аргентина. Една од најголемите заедници што ја поддржува Аргентина. Овде е од Индија, Пакистан и Бангладеш. Локалните жители и собствениците на бизниси очекуваат светското првенство да биде можност која се случува еднаш во животот. Катар, кој традиционално е многу конзервативен, исто така најави олабавување на некои традиционални исламски ограничувања, како што се конзумирање алкохол, јавна бучава, со надеж дека ќе привлече туристи. Но не се менува се. Традиционалното исламско ограничување за јадење свинско месо ќе остане во сила.